Понекогаш луѓето ме прашуваат зошто? Зошто дојдовте во Македонија? Нас ни се бега, а вие дојдовте од Америка навака. Зошто? Одговорот е вообичајно едноставен. Во 90-тите, кога ве посетивме, се влюбивме во Македонија и решивме да останеме. Понекогаш ќе кажам нешто за природните убавини или за традиционалната кујна, но најмногу или скоро секогаш го споменувам гостопримството на вашиот народ. Да, ми се допаѓа и флексибилноста и спонтан начин на договарање со пријателите. За споредба, еднаш во Америка со еден другар со кој се немавме видено долго време, се договоривме да одиме на кафе. Беше февруари и според обврските што ги имавме, се договоривме да се видиме на 12 април во Starbucks во 12 часот. Тоа веќе е претерување. Денес вам сакам да ви го кажам подлабокиот и позначаен одговор на тоа прашање зашто сум или зашто сме тука. Како одминува годините, знаев дека сакам да му служам на Господ, но не знаев каде. Во март 1993 година дојдовме јас и сопругата Лина на посета во Скопје. Поминавме неколку дена шетајки низ Скопје и зборувајки со гостолюбиви македонци. Се сеќаваме добро на моментот, кога на крајот на таа посета заедно со Лина почувствувавме Божи повик за Македонија. Клекнавме да му се молиме на Господ и да му ги предадеме нашите животи за Македонија. Односно, да работиме за него овде. Значи, одговорот на тоа прашање зошто Македонија е бидејќи Господ не повика. А сега сакам да го раскажам останатиот дел на приказната како предговор на денешната тема. Година и половина по првата посета на денот на нашето полетување од САД, пред да влеземе во авионот, мајка ми, Марджи, со насолзени очи, ме погледна и ми рече 4 збора што никогаш нема да ги заборавам. Таа, стоејќи до татко ми, ни рече: со радост ве праќаме. Со радост ве праќаме. Солзите беа вистински. Разделбата болеше, но таа веруваше во нашиот повик за Македонија и веруваше дека радосната вест за спасението во Исус Христос треба да се носи секаде. Таа ја надмина болката со сигурност дека вечно ќе бидеме заедно на небото. Не само ние со неа, туку и со вас, кои лично го познавате Исус Христос. Потоа со солзи се поздравивме, се изгушкавме и влеговме јас, Лина и првото наше дете во авионот. Утре дента стигнавме дома во Македонија. Се разбира, на почетокот не се чувствуваше така, но со време Македонија ни стана home sweet home или доме сладок доме. Првите 6 месеци поминавме како да сме на меден месец. И се ни беше убаво. Јазикот, иако јас потешко го учев, природата, јадењето, кафето со гостолюбиви македонци, качувањето на водно, јадењето, да, мора 2 пати да се спомне. Сакавме скоро се, освен пача и боза. Добро, сега боза ја сакам. Пача не фала. Почетокот беше многу сладок, но некаде после 6-тиот месец мене ме фати тешка носталгија за Америка и за моите. Сакав да си одам дома. И тоа како? Во тие моменти се чувствував
како странец. И тоа ме правеше нервозен. Например, правам грешка јазична и ми се смејат. Носам облека од Америка и личам на турист. Тогаш имаше помалку туристи, или така мене ми се чинеше, па каде и да одев, луѓето ме гледаа како странец. Дури понекогаш зјапаа во мене. Тие не беа виновни. Тоа беа истите луѓе кои не ми пречеа, но во дадениот период тоа додаде кон планината од носталгија и копнеж за дома. Фала му на Бог. Тој преку неговиот збор и сведоштвото на друг странец ме насочи кон многу важен библиски принцип. Господ ме подсети дека каде и да сум на оваа планета, се уште не сум дома. Ова е моето привремено живеалиште. Прочитав библиски текст од посланието до евреите, 11 глава. Ако не си запознаен со текстот, целата глава е список и опис од старозаветни јунаци на верата. И за нив авторот пишува вака. Сите овие луѓе се сега умрени, но тие имаа вера. Иако не го дочека она што им беше ветено, туку само оддалеку го видоа и го поздравија. Истовремено, признавајќи дека се само странци и привремени жители на земјава. А луѓето што така зборуваат, покажуваат дека барат место што ќе им биде татковина. И не сметаа дека тоа е земјата од која произлегоа, зашто да мислеа така, ќе најдеа начин таму да се вратат. Напротив, тие копнеа за многу подобрата небесна татковина. И затоа Бог не се срами да биде наречен нивни Бог. Тој дури и град им изгради на небото. Принципот што се наоѓа во овие стихови ме полека ослободуваше од носталгијата. Тие библиски личности биле странци како мене. Например, Аврам, кој е именуван во говорните стихови на овој пасус, бил повикан од Бог да го напушти својот дом во Месопотамија и да оди во ветената земја, Палестина. И како што гледаме во текстот, луѓето бараа татковина, но копнеа за многу подобрата небесна татковина. Откако го разбрав принципот овде, почнав да се молам, Господе, дај ми и мене копнеш за мојот небесен дом. Повторно и повторно се молев така, дај ми копнеш за небесниот дом. Или со други зборови, трансформирај ми ја на носталгијата за Америка во носталгија за небесниот дом. Искрено кажано, иако во тоа време имав вечна перспектива, верував во небото и пеколот и верував дека сите ќе живееме вечно, сепак немав копнеш и носталгија за небото. Од ден на ден почнав да сваќам колку е тоа важно да се има перспектива дека ние се уште не сме дома. Потоа се радував што секој ден имав подсетувања дека сум странец. Секој ден ме подсетуваше да се помолам за тој копнеш, за небесниот дом. Кога ќе направив смешна јазична грешка, например, кога на пазар ќе побарав мудри патлиџани. Дали си видел ти мудар патлиџан? Јас не. А човекот на тезгата не ми се смееше, само ме коригираше и ми даде модри патлиџани. Таквите моменти ми стана подсетување дека сум странец во оваа земја. Токму тоа чувство ме правеше чувствителен кон мојот вистински дом.
се молев Господ да ми даде копнеж или носталгија за небесниот дом. Или тогаш не само што зборувавме како странци, се што правевме беше страно и луѓето најнормално не гледа како странци. Но, откако го сватив овој принцип, сите тие моменти ми стана можност повторно да побарам од Господ. Помогни ми, Господе, да копнеам за мојот небесен дом. Господ ми ја услиши молитвата и почнав многу да копнеам за небото, за дома. И тој копнеж до ден денес ме држи. И да знаете дека покрај копнежот за небото, Господ ми даде нови сили и ми даде многу љубов за Македонија, како мој привремен дом. Значи, сосема ми ја смени перспективата кон вечноста, а тоа ме натера во Македонија да почнам да се чувствувам како дома. Фала му на Бог. Но, внимавај овде. Овој принцип не е за странци. Овој принцип, дека сме привремено тука, во овој привремен дом, е сосема библиска перспектива. И ти како македонец многу ќе растеш во твоја вера, ако го прифатиш ова за себе. Ако потполно веруваш дека се уште не си дома и дека твој home sweet home е горе, тоа ќе менува многу работи. Сакам да нагласам на кратко уште еден дел од текстот во Евреите. Авторот пишува дека Бог дури и град им изгради на небото. Сака да додаде дека Господ буквално го спрема нивниот дом. Замисли колку убав ќе биде тој град, чиј архитект и градител е Бог Семокниот. Исто така, Исус самиот во Јован 14 глава вели на своите ученици вака: во домот на мојот небесен татко има многу живеалишта. Ако не беше така, зар ќе ви речев дека одам да приготвам место за вас? Значи имаме град, имаме свој home sweet home, изграден од Бог. И, според апостол Павле, имаме и државјанство. Во Филипјаните 3:20 Павле пишува вака: ние сме жители на небото и желно очекуваме нашиот Спасител, Господ Исус Христос, од таму да дојде. Но покрај верувањето дека небото е наш дом, вечната перспектива вклучува уште едно многу битно сваќање или верување. Тоа е дека овој дел, земниот дел на нашиот живот е многу краток во споредба со следниот и треба да се живее овој краток живот во светло на вечноста. К.С. Луис во неговата книга Христијанство напишал вака: ако ја читаш историјата, ќе откриете дека христијаните кои најмногу сториле за овој сегашен свет беа токму тие кои најмногу размислувале за идниот. Откако христијаните престанале да размислат за идниот свет, станале неефективни во овој. Силни зборови. Со други зборови, луѓето кои сваќаат дека нивниот дом е горе и дека краток е животот, се тие кои најмногу ќе сторат во овој краток живот. Повеќето луѓе не сакат да мислат за идниот свет, мислејќи дека ова што го гледат овде е најбитно. Но не е така. Дури за жал, верниците, Божи чеда, ретко мислат за идниот свет. Иако овој живот е како здив
во споредба со небесниот. Давид напишал во Псалм 144 вака: Господи, што е човекот, па внимаваш на него, или син човечки, та да се сеќаваш на него? Човекот е како здив, дните негови одминуваат како сенка. Во Псалм 90 Мојсе напишал вака: Нашиот живот е 70 години или при добро здравје до 80. И најдобрите од нив се само маки и јадови. Брзо пролетуваат и ние си заминуваме. Кој ќе ја мери жестокоста на твојот гнев? Кој ќе проникне во твојата лутина? Научи не дните да си ги броиме, та со мудро срце да се здобиеме. Ако сакаме да го пазиме зборот на Мојсе, односно да живееме мудро, ќе го прифатиме тоа што Давид го напиша, дека човекот е како здив. Многу одамна прочитав една илустрација од авторот Ренди Алкорн, што ќе ја адаптирам овде како пример. Замисли си дека на твојот скут има голем албум со слики. Може би преферираш iPad албум, но заради илустрацијата ќе те замолам да си замислиш една дебела книга или книжен албум. На предната корица на албумот пишува животот на и потоа има твое име. Значи, на мојот албум пишува животот на Филип. Вртиш страна и одма гледаш прекрасни слики од тебе како бебче. Многу сладки слики со тебе и мајка ти. Вртиш понатаму и се редат слика за слика. Ти како мало бебе. Некој со насмевка, некој со намуртено лице и така натаму. Па вртиш понатаму и има првото чекорче. Па после уште на многу сликите има на првиот ден во градинка. Изгледа си плачал многу. И еве ти како прваче и денот на твоето запишување во прво оделение. Колку си бил сладок. Понатаму има многу слики од целото основно училиште. Слики од секој роден ден со сите другарчиња. Има слики и пред и после пубертетот. Голема и позитивна разлика се гледа. А тука си на полуматура. Леле, каква мода. Ајде понатаму. Има слики од средно, па матура, па првиот ден на факултет, па еве добиваш диплома, првиот ден на работа, па свадба, па деца, па внуци и така натаму. Има илјадници слики. Нели ви кажав дека е дебел албум. И најпосле, тука гледаш слика од тебе како многу стар човек. Изгледа си имал убав и долг живот. Сега вртиш страна, а не си до задната корица. Има уште повеќе слики. И тие се многу поубави. Со повеќе бои, повеќе светло. Колку убави? Понекогаш делуваат како тродименционални и сакаш да влезеш во албумот. Се наоѓаш во истата книга, ама нешто е сменето и многу подобро. Сликите те привлекуваат и те охрабруваат. Сега се разбира како Исусов следбеник гледаш слики од твојот живот на небото. Во првата слика си со Исус самиот како те прегрнува. Гледам солзи радосници во очите. Ми се чини дека ти зборува и очигледно ти посакува добре дојде во твојот нов дом. Потоа има слики на Исус и ти шетајки низ твојот дом, што тој го направи за тебе. Па после тоа има многу слики со сите твои мили кои пред тебе стигнале. Во круг сте и изгледа играте оро.
Има голема радост. Сите со големи насмевки, радувајки се во новодојденецот. Добро, па после тоа има слика врз слика на твојот нов дом. И на сите и за сите златни улици и сиот рај. Има милиони слики. Слики со тебе стоејќи со, например, Кирил и Методи. Ама очигледно не ти е Свети Кирил, туку брат Кирил. Па има слики со тебе и апостол Павле и со сите твои омилени од Стариот и Новиот Завет. Има и многу слики од големиот стадион каде го славиме Исус секој ден. И така натаму. Има и градини, и планини, и езера, и многу пријатели. Ми се чини дека имаш селфи со буквално секого. Ама зошто не? Тука си за цела вечност. А сега ќе те замолам да си замислиш нешто што е невозможно. Сакам да ставиш задна корица на албумот. Иако вечноста нема крај, сакам да си замислиш дека целата твоја сторија со милиони слики и години се во овој албум. Имам едно прашање за тебе. Ако е целата вечност и цела твоја сторија овде во оваа книга, колку страни или колку место во оваа книга би можело да се користи за да го опфати земниот живот? Одговорот на тоа, ако сме искрени, е многу малку. Дури би рекол дека нашиот земен живот е само предговор. Предговор. Но, брате и сестро, дали живееме на таков начин каде што се вечни нашите приоритети? Дали сме фиксирани или фокусирани на работите што се тука денес, а утре ги нема? Односно, работи што се наоѓаат на предговорот, но не се наоѓаат воопшто во книгата на твојот живот. Па, кои се тие работи? Кои се тие работи што можам да ги напишам во предговорот, а откако ќе свртам страна, ќе се најдат и понатаму? Според Библијата, само човековата душа и Божото Слово се вечни. Значи, ако некој човек преку тебе дознал за Исус Христос, Господ, фигуративно кажано, го пишува името на тој човек во предговорот на твоја книга. И ти ќе уживаш во друштвото на тој човек вечно. Во 1995, кога мајка ми, Марджи, ни рече, со радост ве праќаме. Јас мислам дека Господ уште тогаш ги напиша имињата на некои македонци на незиниот предговор. Некој кој преку незиниот син требало да дојдат до Христос. И сигурен сум, мои драги македонски браќа и сестри, вечно ќе се спријателат со неа, уживајки во заедништвото. Вреди да се има вечна перспектива. Драги гледачи, само да ве прашам, кој свет го сметате за дома? И што се наоѓа на твој предговор? Господ нека не поттикне сите мудро да го живееме нашиот земен живот со максимално вложување во идниот. Амин.